Драги Аргировски е долгогодишен новинар, публицист и општественик. Познат е како некогашен новинар и уредник во македонската телевизија, автор на првиот телевизиски прилог на македонски јазик. Дека македонската радиотелевизија има богата историја, истакне и тој и со радост сведочеше за развојот што се одвивал со незапирлив континуитет, афирмирајќи го милозвучниот македонски јазик, нашата култура, традициите, историјата и идентитетот. Па видите што е, тие сеќавања се историја на македонската телевизија, бидејќи почнуваме во 1960 година, на 1 септември, кога се формира првата редакција на телевизија во Македонија, во Радио Скопје, на Марксова 17, во старата зграда на Радио Скопје во центарот на градот. Бевме тогаш по распишан конкурс, примени вака беше Димче Божиновски раководител и уредник, Димче Марковски и јас како новинари и двајца сниматели Благо Порничков и Димче Гечевски. Директорка беше Веселинка Маринска, кога не прими тој ден, таа имаше голема визија како да изгледа, што телевизијата има визија, а радиото аудио. Визија имаше, значи, како да изгледа телевизијата во иднината и знаеше дека ние сме само почеток раѓањето на македонската телевизија. Тој ден снимавме 2 прилога и преку РТ, тоа беше заедничка програма во Белград, ги емитува на телевизија Белград и со тоа де факто се роди македонската телевизија. Имав среќа исто така, наборго да бидам иста година еден месец на специализација во Белград и тоа се беше веќе подготовка да на 31 март 1961 година го подготвам првиот телевизиски прилог на македонски јазик. Тоа беше за активноста на младите во Македонија и, што е најважно, беше илустрација од почетокот на младинските сојузни акции за изградба на патот Куманово-Миладиновци. Главниот штаб беше во мојот роден град Куманово. Така да илустрацијата беше таа и јас директно настапив. Ме најави Биче Орлович како прв новинар од Македонија што го пласира својот мајчин јазик македонскиот и тоа беше еден настан што бар за мене значише многу, зашто овие околни држави кон нас уште немаа телевизија собствени и тие прима програма на ЈРТ. Главно беше 1961 година битно за тоа што иста година на 13 мај се прикажа балетски концерт со Епина Паковска, тоа наша примадона, и Јован Пашти. Таму беше и Балинска, кој беше тоа со најави. Почнува македонската телевизија, телевизија Скопје во тоа време. Овде сме, тука сме, зашто тоа во Белград тоа студио беше на Југословенската радиотелевизија. И што е најважно, беше екипа од 20 на наши членови и целата програма, таа емисија ја реализира наши луѓе. Да кажем, тогаш беше Драги Новаковиќ водител, имавме Ацо Алексов беше режисер, двајцата што ги спомнав, сниматели беа камермани, така да имавме, целата екипа беше од тука се вежбаше во Скопје, таму настапија како веќе готова екипа и тоа мина многу добро и тоа значеше голем чекор напред за почетокот на македонската телевизија. Веќе истата година, на 11 октомври, веќе имаше целовечерна програма во чест на 20 годишнината од 11 октомври,
денот на востанието на македонскиот народ, програма на македонски јазик, разговори, документарни емисии и филм. Прво, сакам да кажам дека веќе 62 година, а визото на македонското радио веќе на 8 септември се пробери и стана визото радио телевизија Скопје. Со други зборови, веќе е и државата го признава постоењето на македонската телевизија. Мојот развој беше многу интересен со тоа што бев млад, перспективен, веќе обучен во таа телевизиска проблематика, нов медиум кој освојуваше сите простори во нашата република и најбитно беше што учествував во сите скоро први проекти што беа значени за Македонија. Во своите дела, тој неретко отстапува простор и за дел од текстовите што ги творел и објавувал за време на неговата плодна новинарска работа. Со многу емоции, радост и гордост се сеќава и говори за тоа. Ја формирав дописната редакција на македонска телевизија. Тоа беше едно 50 луѓе кои преку нив се дишеше што значи тоа животот во Македонија. Секој град скоро имаше свој наш дописник и сниматели. Имаме студија наши с Македонија. Затоа тогаш формиравме и хроника на градови, а со Цветанка Илиева и проект направивме за програма на градови кој долго години имаше на македонската телевизија. Една деценија скоро уредник на 9-дневникот, толку значена емисија, бевме четворица од тоа време Илија Тоневски, Војслав Локвенец, Перо Поповски и јас. Така имавме многу јасна значена задача, бидејќи одговаравме за целиот ден што се случува. Уредникот на дневникот во тоа време одговараше за сите емисии што се емитуваа тој ден. И беше тоа многу одговорна задача на крајот на краиштата. Знаете што значи да дневникот мора да почне во 7:30. Што да се случува во 9-дневникот мора во 7:30. Уште повеќе кога дојдоа после 7:30, после да кажеме 1971 година, кога се задовме централниот дневник. Веќе во тие години, по 75 година, почнаме и колор да го даваме. Или да кажеме, е голем настан за 8 септември, за референдумот, за прогласувањето на независноста на Македонија. Сето тоа беше со големи напори, со голем труд. И најважно е што е да го сакате, да ја сакате таа професија. Тоаш имате поголем ентузијазам и можете подолго да издржите. На тој начин јас и напредува понатаму и презијата завршив како помошник генерален директор за програмски прашања. Тоа беше исто значајна задача, така да сакам да кажам дека со големо задоволство се сеќам за сите настани и за мојот живот во 40 години живот во македонската телевизија, посебно македонската телевизија.